И оваа недела анонимниот репортер Ланчо Пашазотов со матичен број кој поради лична безбедност и заштита работи со скриен идентитет, ќе ги чепне најболните теми. Зошто не победи Самуилска свадба во 96-та и не отиде на Евровизија? Па мислам дека општеството не е спремно се уште за тоа. Да видиме што ќе чепне Ланчо овај анонимниот новинар. Се уште немо никој не го најде македонски аутсайдер. Ова е четвртата епизода на Македонски аутсайдер. Емисија која што ја разбранува јавноста, народот и цунамито кој што го предизвика Пчиња од долниот тек на реката, од српска страна. Тема на денешната емисија е медиумскиот простор. Како се финансираат медиумите, што е вистина, а што е шпекулација? За тоа и повеќе ќе поразговараме со нашиот анонимен соговорник. Е, тука малку си се за***ал. Сега ти ќе одговараш на прашање. Пали светло. Абе, мајму, ме слушаш ли ти мене? Пали светло. Значи, слушај, немој да и се понашаш така на мојата екипа. Дали ме, значи, угаси го светлото, бе, јас сакам да сум анонимен. Абе, нема ти што да бидеш анонимен. Виш инспектор Джоко Пендрек, или познат како Джоко Батина. Дали си ти лицето Ланчо Пашазотов? Не, мислам да. Се или си или не си, дај документи. Денис Абдула, а? Да. Сега Денис ли е, Абдула ли е, Ланчо ли е? Значи, вака, значи, името ми е Денис, го играм само ликот на Ланчо, го глумам. Немој ти мене многу тука да ми играш, јасно? Добро, ама тоа ми е работа, што да. Според моите информации, во последните 3 години пишуваш малициозни текстови за министри и бизнисмени. Истите ги објавуваш на твоите 2 портали. Потоа, тие вести исподелуваш на Твитер преку лажни 40 профили. Така ли е? Значи, господине, какви профили, значи, видете, јас немам Твитер, јас сум глумец. А ја ли имам Твитер? Ма не реков, Бранко, се... Абе, не ми викај тука други луѓе. Значи, според моите информации, текстовите ги тргаш само откако ќе те исплатат, односно, ќе земеш рекет. И потоа се нудиш да дискредитираш други личности. Така ли е? Значи, господине, имате грешка. Значи, не сум јас каков рекет, значи нема никак, јас сум актер, јас сум уметник. Сега ќе средиме, Бранко! Абе, не ми викај ти реков. Дојди малце. Ја ќе ти кажам ти што си. Што мислиш, јас не гледам вчерашни новости? Зошто ништо не пишуваш за Лиле Дом? Таа ли те плаќа тебе? Таа ли те плаќа да ги дискредитираш ВМРО, СДСМ и ДУИ? За да дојде на власт ли? А? Така ли е? Значи, господине, тоа што ќе ми го напишат, тоа го читам. Немам никаква врска со не сум новинар, дали ме разбират? Значи, од такви личности како тебе, само што си ја работат својата работа, пропаѓа овој свет. Бранко! Ама чекај, застани, значи, јас не сум рекетар, не сум ни новинар. Ќе видиме у подрум што си. Ете, драги гледачи, ова беше епизодата на Македонски аутсайдер. Наредната недела гледајте новата епизода, каде што исто така ќе испитуваме вакви личности и други слични нешта, кои што ја разбранува нашата јавност, народот, како и чистата вода во изворот Рашче.